Рестрикции во администрацијата и намалување на платите и пензиите се потенцијални реформи кои треба да се направат во македонската економија. Ова во интервју за Радио Слободна Европа го најавува поранешниот министер за финансии во владата на СДСМ и поранешен пратеник Никола Поповски. Поповски во интервјуто вели дека потенцијални жртви во реформите ќе бидат вработените во јавната администрација и нагласува дека вкупната плата во јавната администрација мора да се намали. Поповски не исклучува ниту намалување на бројот на вработени. Речеме, потенцијални жртви во реформите ќе биде јавната администрација. На еден или на друг начин, никого можда лично нема да засегне директно премногу, но вкупната потрошувачка заплати во јавната администрација мора да се смали. Тој додава дека други можни жртви се пензионерите. Според него, создаден е дебаланс меѓу реалните пензии и реалните плати и за тој дебаланс да се намали, според него ќе има жртви. Нивото на пензиите во Македонија, реалните пензии, драстично се зголеми над нивото на реалните плати. Тие едните и другите стануваат недоволни за живот, но едните многу по-брзо отидоа напред отколку другиве. Сега тоа е малку дебаланс, ќе треба да се намали тој дебаланс. Пак има жртви. Според него, сите тие жртви заедно кога ќе се соберат, ќе треба некој или сите ние помалку да ги стегнеме забите за да создадеме платформа за поголем успех.